Увидните екипи од денес ќе почнат со прегледување на теренот и собирање докази што ќе и помогнат на истрагата да ги утврди причините за пожарот што вчера зафати 2 семејни куќи и во кои целосно изгореа 4 помошни објекти во Ново село. Напоредно ќе се утврдува и висината на материјалната штета што ја претрпеа семејствата сопственици на куќите и помошните објекти. Сопственик на една од опожарените куќи сведочи дека пожарот тргнал од искри што излегувале при допир на жиците за електрична енергија. Од каде започна? Пожарот почна од тука. Дуна ветер и таа моите викам јас се одморам малку. И она вика стани самолет иде племно всичко не. И јас се излевам треба од Каде од тука? Не те разбирам. од жицата. Тука тие жици кај дуа ветер се плетат и искри пушта. Вие сте комши во овде живеете? И што гледате дека често се случува тоа? Често. Трет пат е тај не е Ја дека дој машко, ја нек ти каже, он по обуч ти каже. Сте пријаволе воевана дека се допират жиците дека искрат? Мислам дека знаеш, што знам точно, ама јас Знае, тоа не е прв пат. Веќе викам пожарна тука. Го гасе. Гасем, ама помак. Колку пати? 3-4 пати. Тука на истото На место? Исто. Сомнежите на семејствата ги потврдија и соседите кои вчера биле очевидци на пожарот. Сомнежите се дека при појава на тај ветер, како олуја беше тоа, со преплет на жиците на струјата, има изфрлено пламен. И одма се има фатено сува трева и со помош на тој ветер на таа олуја, тоа за 2 минути се случи. Градоначалникот на Ново село Ѓорѓе Божинов вели дека изминатиот период имало повеќе пожари во околината на селото. Особено е напорно последниве десетина дена, затоа што јавноста знае дека на Огражден имавме огромен пожар, каде што се зафатија првично околу 500 хектари борова шума, а потоа се прошири и некоја груба проценка од над 1200-300 хектари шума е изгорена. За жал и во текот на вчерашниот ден од човечки фактор беше предизвикан голем пожар кој што имаше ризик и дојде многу блиску до манастирот Свети Ѓорги. Пожарот во Ново село се изгасна вчера вечерта, но екипа на противпожарната единица остана да дежура во случај да се активира некое жариште. Теренот е специфичен бидејќи станува збор за густо населена улица, каде брзо би дошло до ширење на пожарот.